Социјалдемократскиот сојуз на Македонија секако дека е подготвен за секој кој што ги прифаќа нашите политики, може да ни се приклучи. Од аспект на тоа дали се планирани некакви предизборни коалиции надвор од рамките на традиционалната коалиција, не би можел да кажам, затоа што за тоа прашање треба да има политичка одлука. ВМРО да помине вчера најави дека ќе го успори процесот на гласање на вчерашните закони до собранието, особено законот за Советот на јавни обвинители и зошто немаше ВДНТ. Што ако одлуката на надлежните институции управниот суд е на нивна страна? Хипотетички не можам да зборувам. Ние сме сведоци, вие гледавте во собрание дека ВМРО ДПМН на секој можен начин се обиде, за среќа на сите не успеа да ја блокира правната држава, а се со крајна цел да се амнестираат нивните криминалци од одговорност. Во однос на гласањето со Бадинтер за законот за Советот на јавните обвинители, ред е да ја запознаеме јавноста и да покажеме дека ВМРО ДПМН навистина недоволно ги чита законите, особено за пратеник кој што има долгогодишно искуство во парламентот, треба да знае дека има листинг согласно законот за Комитетот на односи помеѓу заедниците, каде што се наброени таксативно сите закони за кои е потребно двојно мнозинство. Во случајов, за законот за Советот на јавните обвинители не е потребно двојно мнозинство. Така да, ова е уште еден очаен обид на ВМРО ДПМН да ја обструира правдата, за среќа на сите нас, за среќа на граѓаните, на државата, не успеа. До вчера до последен момент ВМРО ДПМН не предложи технички министер за труд и социјала. Како ќе се воспостави сега таа контрола на врз министерството кога ќе нема министер? Во Министерството за труд и социјална политика постои заменик министер кој што ќе управува со министерството, кој што ќе ги носи политиките до изборите. ВМРО имаа можност, повика и премиерот Оливер Спасовски, секако на пресконференција ги повикавме и како партија, да не користат како алиби, дека еве сега не можат да воспостават контрола во Министерството за труд и социјална политика. Им дадовме простор да го достават предлог за министер за труд и социјална политика. Видовме дека тоа не го направи. Јас навистина не знам зошто ќе им биде потребна таа контрола, кога имаа деловничка, законска можност да предложат, а тие не предложија. На човек на сила може да му земеш, не може да му дадеш на сила. Ние не можеме тука да им помогнеме.